Почитувани гледачи, добар ден. Ве поздравувам во ова прво издание на седмата сезона поред на емисијата Ваш термин. Се надевам дека и оваа сезона ќе бидете заедно со нас, ќе доставиме корисни информации во однос на вашето здравје, со сите оние разговори кои што ќе ги водиме во студио со моите гости. Значи, како што знаете, секогаш гостуваат доктори специјалисти, психолози, физиотерапевти, значи нутриционисти, сите оние кои што се вклучени во процесот, како да кажам, за грижа на нашето здравје. На почеток би сакала исто да упатам поздрав и благодарност до оние помагатели кои што и оваа сезона ќе бидат со нас и ќе ја помогнат емисијата Ваш термин. Тоа е фризерскиот салон Хердена Ив, бутикот Forever 19 и студио Карпино. Денеска, како за прво издание на Ваш термин, веќе со мене во студиото е доктор Злата Мехмедовиќ, кој што е специјалист по трудова медицина, и ќе поразговараме за она што е актуелно, значи знаете веќе состојбата со коронавирусот и враќањето на хронично болните практично задутре на 23-ти. Според одлуката на Министерството за здравство и владата се одлучи хроничните болни конечно после 6 месеци да се вратат на работа, освен трудниците и оние лица со хронични заболувања кои што ќе донесат потврда дека во моментот имаат проблем со нивното здравје, односно им е влошена здравствената состојба во однос на онаа хронична болест која што ја имаат и исто лицата со малигнитети. Се надевам дека сето ова што денес ќе го говориме во студио ќе ви биде од корист. Знаете, отворена контактна емисија сме, веќе негде во вториот дел ќе можете и да ни се приклучите во разговорот и се надевам дека сето ова што денес ќе го слушнете ќе биде од ваша корист. Доктор Злата, ти благодарам што еве некако практично завршивме со вас и сакав да почнам со вас уште повеќе што сте соодветен доктор за ова што денес ќе го говориме, значи за COVID-19 и враќање на хроничните болни. Пред се да ве поздравам, да ве посекам добри дете. Ви благодарам на поканата и секогаш со задоволство сум во вашата емисија. Така. Кажав, темата ќе ни биде COVID-19 и враќање на хроничните болни. Ајде би започнале вака сега на почеток каква е состојбата од оваа перспектива, нели до оној ден, практично 2 месеци помина, на 20 јулија имавме последната емисија. Што се промени или состојбата е иста горе-доле со вирусот во цел свет? Пандемијата не престанува, негде повеќе, негде помалку, меѓутоа тоа веќе е тука присутно и не се знае кој ќе го снема. Како што кажавте, минатата сезона на ова ваша емисија ја завршивме баш со моето гостување и тогаш ја констатиравме состојбата со бројот на заразени во нашата држава, со бројот на починати лица, со бројот на секојдневните случаи кои што се јавуваат. И тогаш, за жал, констатиравме дека бројката на секојдневни случаи веќе е на троцифрено ниво. Она што денес можеме да го видиме е дека нема значителни промени во состојбата. Односно, како целото лето да помина во знакот на одржување на интензитетот на таа пандемија на едно исто ниво. И во одреден случај би кажале дека тоа е лошо и дека не сме направиле ништо повеќе за да ја спречиме пандемијата или да го намалиме нејзиниот интензитет. Меѓутоа, повторно, во зависност од тоа како гледате на работите и дали сте оптимист во гледањето на одредени ситуации, секогаш чашата може да биде полупразна или полуполна. Со оглед на тоа што имаше олабавување на голем број рестриктивни мерки кои што беа практикувани во минатото, дури и пред да се јави онаа бројка на новозаразени случаи која што беше троцифрена, олабавувањето на тие рестриктивни мерки не доведе до значително зголемување на бројот на новозаболени. Дали поинаквиот начин на менаџирање на оваа пандемија со коронавирусот ќе доведеше до намалување на бројките, не можеме да кажеме, но очигледно е дека се одеше во насока на тоа да без загрозување на здравствениот систем се стабилизираат и останатите сегменти од општеството. Пред се тука се мисли на економијата, на животот, на можноста за социјална благосостојба на граѓаните кои што пред се, како што рековме, мора да се научат да живеат со вирусот, кој што веројатно дека со нас ќе биде веќе одредено подолго време.
Она што во перспектива можеме да очекуваме е да не би требало да има зголемување на интензитетот на пандемијата, која што ќе го наруши капацитетот за апсорпција на здравствениот систем, на сите оние на кои што ми е потребна било каква, не збориме само здравствена грижа од аспект на коронавирусот, или она што се компликации како резултат на коронавирусот, туку буквално секој аспект на здравствена нега кој што е неопходен за нормално функционирање, а речиси како да се наоѓаме во редовна, а не во вонредна состојба. Меѓутоа, пред да преминеме нели за да разговараме за хроничните болни, цело време и министерот за здравство Венко Филипче и нели Министерството за здравство најавуваат спремност на оној бран кој што го очекуваат кога ќе салади, нели кога сите ќе влеземе во затворени простори и така натаму. Колку реално тоа може повторно да не врати во оние денови кога бевме затворени со карантини и со некои поригорозни мерки? Тоа пред се покачи бројот. Да, тоа пред се зависи од тоа како ќе се поставиме во однос на менаџирањето на ризикот. Пред се мислам на биолошкиот ризик, кој што се јавува како резултат на постоењето на коронавирусот. Биолошкиот ризик може да се менаџира по основа на менаџирање на секој ризик, она што на нас, специјалистите по медицина на труд, ни е општо познато. Има една превртена пирамида на менаџирање на ризикот, во која што секогаш најефективната мерка, она која што ви дава најдобар резултат, е мерката на елиминација на ризикот. Втората најдобра мерка со која што ќе можете да го менаџирате ризикот е субституција на ризикот. Во овој случај не е возможна ниту елиминација на ризикот, не можеме да го елиминираме коронавирусот, се барем до оној момент додека не добиеме ефикасно средство како што е вакцината во борбата против коронавирусот. Не можеме да го субституираме. Остануваат последните 3 мерки кои што ни се на располагање, а едното се така наречени техничко-инженерски мерки, кога треба да го изолирате човекот. Пред се збориме за работниците, пошто како специјалист по медицина на труд сакам во тој контекст да биде сватено ова што го разговараме. Треба да го изолирате работникот од ризикот. Тоа се техничко-инженерски мерки. Имате административни мерки, уште помалку ефикасни од техничко-инженерските мерки, кои што се однесуваат на промена на процесот на работата кој што го врши работникот на неговото работно место, и најмалку ефикасните мерки се мерките за лична заштитна опрема. Така. Ако се водиме по оваа пирамида на менаџирање на ризикот, од нас зависи на кој начин во иднина ќе се справиме со можното ескалирање на пандемијата со коронавирусот во зимските месеци. Так. Да бидам попластичен за да може да ме разберат и граѓаните што сакам да кажам. Ако ние воведеме алгоритми, протоколи, заштитни мерки, не само заштитни мерки во однос на тоа како треба да се однесуваме во затворена просторија, дали треба да носиме маски, дали да имаме дезинфекција на раце или да држиме одредена дистанца помеѓу себе. Мислам на заштитни мерки во форма на алатки кои што ќе ни овозможат да процениме ризик за одредена група на луѓе кои што се по основа во нивната суштина постои можност посериозно да заболат, да го оптеретат здравствениот систем, да го нарушат собственото здравје или да се случи најнепосакуваното сценарио при тоа да имаме смртен исход. За таква алатка би требало сериозно да разговараме и институциите на системот би требало сериозно да разговараат со експерти. Пред се тука мислам на експертите по медицина на труд, кои што може да ги најдат како партнери во Институтот по медицина на труд или во Македонското друштво за Сдружение за медицина на трудот. Ние сме секогаш отворени за соработка и секогаш сме подготвени за тоа да дадеме соодветни алатки кои што ќе бидат на располагање на институциите со цел да се направи проценка. Повторувам, проценката е најважната алатка која што ќе ви каже дали во одредена ситуација ќе имате можност за зголемена дисеминација на вирусот или истото ќе изолирате. Така. Сега во моментов ние сме практично заштитени, бидејќи нели поради пандемијата ги водевме емисиите преку видеолинк. Дали сега од оваа дистанца, ние можеме да кажеме без заштитни маски дека можеме да кажеме дека на некој начин сме заштитени и сме според некои мерки кои што вие ги практикувате и ги посочувате на оние кои што работат. Ако идеме по онаа
теорија која што претходно ја расправавме, она обратна пирамида на контрола на ризикот, ние сме сега во субсегмент на непочитување на мерките кои што би требало да ги аплицираме. Значи, ние не користиме лична заштитна опрема во моментот, меѓутоа, пред да влеземе во дека, барем ја лично за себе, знам дека измерив телесна температура дома, немам никакви респираторни симптоми. Мојата лична одговорност е на тоа ниво да нема да дозволам било кој што е во моја околина да биде загрозен поради нарушување на моето лично здравје, за кое што сум свесен дека ако имам било какви симптоми ќе можам, кои што ќе асоцираат на заразено со коронавирус, да можам тоа истото да го пренесам на некој друг. Меѓутоа, дезинфекцијата на раците, одржувањето на соодветното растојание кое што сега во студиото ние го практикуваме, се едни од основните лични заштитни мерки кои што можеме да ги користиме во моментов за да ја намалиме можноста од дисеминација на коронавирусот и да ја реализираме мисијата. Доктор Злата, кажав, ќе поразговараме за она што е најактуелно во овој период, значи во среда, кажав, одлучено е да се вратат на работа хронично болните, потенцирав кои остануваат дома само трудниците, оние кои што имаат влошена здравствена состојба поради хронична болест и лицата со малигнитети. Дали оваа одлука е, како да кажам, во ред според вас? Ако треба да почнеме да разговараме за таа одлука, ја би сакал претходно да ја потенцираме одлуката и без да ја парафразираме. Значи, одлуката во буквална смисла на зборот значи дека на 23 септември сите оние работници кои што беа ослободени од своите работни места како резултат на било какво хронично заболување, кое што беше на листата на хронични болести подготвено од Министерството за здравство, треба да се вратат на своите работни места, освен оние кои што ќе имаат екзацербација, односно влошување на болеста, или оние кои што имаат малигно заболување. Врз основа на они ќе имаат право на боледување, врз основа на потврдата која што ќе биде издадена од страна на лекар специјалист. Мислам дека иницијално враќањето на хроничните болни на своите работни места повторно значи враќање на системот во нормала и оди во насока на она да научиме да живееме со вирусот, како што претходно и беше кажано и посочено дека треба да биде нешто што ќе го практикуваме во иднина. Меѓутоа, треба сериозно да се размисли за точни процедури, протоколи и алатки кои што ќе ги проценат високо ризичните групи на болести со болести на работници, кои што ќе мора да бидат на некој начин заштитени од страна на работодавачите во случај кога имат зголемена експозиција на потенцијална експозиција на болни со COVID-19, односно на коронавирусот. Тоа значи дека треба да се направи поделба на работниците на 3 групи и врз основа на проценка на ризикот во тие 3 групи, точно да се знае која група на вработени би требало да биде поштедена од работа согласно работните можности, она што е во склоп на предпријатието, фирмата, институцијата во која што работат, и оние кои што се со висок ризик да им се даде можност своите работни обврски да ги завршуваат од дома. Потоа имаме една група која што е со релативно висок ризик, кој што исто така е сериозна можност за настанување на сериозни оштетувања на здравјето, како резултат на хроничната болест која што ја носат. И тие би требало да бидат ставени во група која што, доколку е возможно, најдобро би било да работи од дома, но доколку не е возможно, би требало да бидат на работа со најмалку во изолирана средина во која што ќе бидат контактите со потенцијални болни од COVID-19 минимизирани, односно сведени на нула. Тоа е принципот на изолација на опасноста и тој мора да биде практикуван кај оние луѓе кои што спаѓаат во релативно високо ризичната група. И третата група е групата со низок ризик. Односно група каде што без разлика на тоа дали имаме лесна хронична болест или имаме болест која што асоцира на нешто што може да биде потенцијално опасно, може да одат на работа користејќи ги, при тоа важи за сите 3 групи,
користејќи личната заштитна опрема и почитувајќи ги препораките за безбедност на Министерството за здравство и на државните власти, односно носење на маска, одржување на лична хигиена и држање на дистанца, доколку се почитуваат овие мерки, посебно овие што се во третата група кај што нема ризик, односно има мал ризик, не постои ниту едно работно место кај што немате ризик, тие можат слободно да одат на работното место. Ова е кога разговараме за ваков начин на проценка на ризикот, ова не е нешто ново што е направено во светот. Уште во април оваа година Универзитетската клиника во Бирмингем излезе со една таква алатка, значи assessment tool, кој што овозможи на работодавачите да направат проценка за секој работник поединечно. Дури и работникот без разлика дали за тоа го контактирал работодавачот и побарал од него да биде направена проценка за ризикот на неговото работно место како резултат на опасност од COVID-19, кој што може да му наштети на неговото здравје, работникот можел сам да го направи да ја направи таа проценка, доколку види дека навистина се работи за сериозен ризик кој што може да го наруши неговото здравје, тогаш може во координација со работодавачот на второ ниво да го изразговара тоа и да се договорат дека треба да бидат направени одредени модификации во работниот процес или воопшто работникот да биде изолиран од работниот процес и својата работа да ја извршува од дома. Третото ниво на кое што може да се договори, тој принцип на заштита на оние работници со хронични болести, е доколку се вклучи експерт од областа на медицината на трудот. И тоа е јасно кажано во процесот на контрола. Лекарот специјалист по медицина на трудот, кој што го има експертското знаење, во случајот кога работникот и работодавачот не може да се договорат во врска со тоа колкав е релативниот и апсолутниот ризик за како опасно за оштетување на здравјето на работникот, тогаш лекарот специјалист по медицина на трудот одлучува дали тој работник треба или не треба да оди на своето работно место додека трае пандемијата или додека не се создадат подобри услови за да може истиот да се врати на работното место. Тоа се трите основни нивоа на контрола на ризикот на работното место поврзани со експозицијата на коронавирусот. Четвртото ниво, кое што исто така не е занемарливо, се однесува на сите работници. Вие сте здрави, јас сум здрав, ние можеме да отидеме на нашето работно место. Немаме никакви хронични болести. Замислете што ќе се случи доколку имаме некој со хронична болест кој што ни е дома. Можеме да. Апсолутно, значи можеме независно од тоа што ние по однос на нашето здравје, иако нема општи правила дека тие кои што немаат хронични болести не страдаат и немаат сериозни болести, се покажа дека има и такви случаи. Во 80% од случаите кои што до сега се регистрирани во светот, најчесто најтешките форми на заболувања и смртни исходи се поврзани со хроничните болести. Останатите 20% покажуваат дека и релативно здравите и апсолутно здравите индивидуи можат да заболат сериозно, па дури да имат смртен исход од COVID-19. Доколку се вратите на ова што го кажавме претходно, на ниво 4 треба да внимаваме. И на оние хронични болни кои што се наоѓаат во нашиот дом изолирани, додека ние одиме на работа и се изложуваме на можноста да се заразиме со коронавирус. Тука ќе се обратам до нашите гледачи, може одржавајќи да ги пуштат телефоните, негде сме на половина на емисијата, ако имате некое прашање или некоја сугестија или што е било во однос на оваа тема што ја говориме, слободно можете да не искомуницирате. Тука е денес доктор Злата Мехмедовиќ, кој што е специјалист по трудова медицина, да ни разјасни некои работи и да одговори ако поставите и се јавите некое прашање кое што е од ваш интерес. Доктор Злата, пред некој ден го слушав микробиологот Никола Пановски во однос на ова со хроничните болни, вели ајде тие што се хронично болни, па знаат, па некако ќе се заштитуваат. Вели најлошо е оние кои што можеби имаат некој здравствен проблем, а всушност не се ни свесни. А постојат, претпоставам, доста и такви лица кои што можеби не се ни свесни за некој здравствен проблем, а всушност го имаат и мислат дека се здрави. Тој вели дека тоа е поопасно е за нив отколку за хроничните болни, бидејќи тие знаат и ќе се заштитат. Што мислите вие? Повторно се враќаме на она што го дискутиравме до сега. Да. Значи, постои алатка врз основа на која што секој индивидуално може да направи проценка на ризикот. Така. И да види колкав е ризикот на неговото работно место доколку има одредено заболување. И не мора да биде заболување. Така. Може да биде физиолошка состојба.
Прекумерната тежина, дебелината Да, и тоа се испостави дека еден ризик фактор. Вие Така. се уште не го класифицираме како заболување прекумерната дебелина, иако според сите оние јавноздравствени аспекти се сметаше дека последната пандемија во светот ќе биде пандемија на обезитас, односно на дебелина, затоа што практично секој втор жител на ова има прекумерна тежина, додека во одредени сегменти во светот владее апсолутен глад. Во другите имате апсолутно таков дисбаланс на дистрибуција на храната, каде што таа прекумерно внесување и конзумирање на храна доведува до обезитас, односно зголемување на body mass индекс. Доколку имате зголемен body mass индекс, вие немате болест. И во контекст на тоа, не дека имате некој скриено заболување, туку напротив имате предиспозиција да бидете ставени во групата на луѓе кои што би поминале со потешки здравствени оштетувања и симптоми доколку се заболите од коронавирусот. На страна и тоа, докажано е исто така дека мажите имаат поголем ризик за потешки заболувања при инфекција со коронавирусот отколку жените. И во оваа алатка за проценка на општата здравствена состојба, што секој индивидуално може да си ја работи на работното место. Значи тоа треба да се, пошто реков универзитетот во Бирмингем, еден од референтните центри во светот и за пулмологија, и за трансплантација на органи, и за медицина на трудот, и за травматологија. Зборуваме за болница која што само во регионот на Бирминген има преку 20.000 вработени. Нашиот здравствен систем има помалку. На годишно ниво таму се прегледуваат преку 2 милиони пациенти. Исто во нашиот здравствен систем се прегледуваат помалку, така да како референтен центар го гледаме врз основа на она што е направено и врз основа на тоа која анализа ја прави таа универзитетска клиничка болница, можеме да кажеме дека тоа е еден релевантен извор и една релевантна алатка која што можеме да ја користиме и од аспект на професионалното здравје. Направете ја тој прашалник, видете кој е вашиот скор, затоа што на крајот, кога ќе се избодува тој прашалник, ќе видите дека имате ризик мал за да заболите сериозно и да, кога ќе заболите од коронавирусот, да имате сериозни компликации, имате среден ризик или имате висок ризик да имате сериозни оштетувања на здравјето или смртен исход. Кога ќе го направите тоа, не само врз основа на хроничните болести, кои што ги носите, туку и врз основа на овие други состојби кои што ги кажавме. Исто, кај нас не е тоа случај кој што можеме да го потенцираме или да кажеме дека е исклучително важен за потенцирање. Меѓутоа во Англија, пошто збориме за универзитетската болница во Бирмингем, оние што се БАМЕ или Black Asian Minority Ethnicity, доколку сте од кавказската група на народи, вашиот ризик за сериозни заболувања како резултат на коронавирусот или смртен исход е многу малак. Меѓутоа, доколку влегувате во оваа БАМЕ групата на етникуми, вие имате сериозно повисок индекс и можност да заболите од посериозни заболувања од коронавирусот. Земете го, значи, во предвид и тоа, земете го полот, земете ја телесната тежина. На тоа додадете ги коморбидитетите и основните болести кои што ги имате, дали е хипертензија, дали е покачен шекер, дијабетис мелитус, дали е тип 1, дали е тип 2, дали имате хроничен бронхит, дали имате хронична обструктивна белодробна болест, посериозни болести како што се белодробната фиброза, акутен инфаркт на миокардот, цереброваскуларни болести, кога ќе го додадете сето тоа, ќе го добиете на крај. Самите врз основа на евалуацијата што ќе го направите, ризикот, односно ризичната категорија во која што спаѓате. И сега ме интересира, бидејќи нели тоа беше одлука на Министерство за здравство, владата поддржа, треба да се реализира. Каква е, сметате дека нивната проценка е во ред дека сега сите оние кои што ќе се вратат на работните места нема да бидат изложени на ризик? Каква е нивната проценка, како врз основа на дали имате сознание врз основа на што е одлуката така донесена дека веќе мора тие да практично да мора да се вратат или? Мислам дека ризикот не е пресметан во одлуката која што е донесена од страна на владата. Значи ние зборуваме за како што кажавте треба да нели да се направат насоки и сите тие работи кои што кога би се вратиле би ги практикувале хроничните болести. Проценката на ризик е индивидуална. Така. Она што веќе неколку пати го кажав. Вие имате алатка која што ќе ви го каже индивидуалното ниво на ризик за да бидете сериозно заболени или не да Боже имате смртен исход од коронавирусот. Така.
не верувам дека постои општа формула согласно која на едно целокупно население ќе му направите масовен скрининг и ќе кажете ризикот на нашето население за да добија сериозни заболувања или не да Боже смртен исход е толку и толку. Односно ќе кажеме низок, среден или висок ризик. Секој ризик е индивидуален и врз основа на тој индивидуален ризик после тоа се прават политики кои што се на микрониво. Не можеме да правиме политики на макрониво и да кажеме генерално состојбата е таква, повторно треба да земеме во предвид некои други фактори. Кога ќе кажеме индивидуален ризик, тоа значи индивидуална кондиција. Кондиција во која што се наоѓа нашиот организам, вклучувајќи ги нашето здравје и нашите болести. Сакаме да збориме за кондицијата во која што се наоѓа економскиот дел од државата, тогаш зборуваме за ликвидност на предпријатијата и можноста за нивно оптимално функционирање во време на корона, кога вие со одлука на влада им ги одзимате вработените од нивните предпријатија. Так. И третата кондиција која што треба да расправиме е кондицијата на здравствениот систем, односно можноста на здравствениот систем да ги абсорбира сите ново заболени од коронавирус како резултат на компликации, односно екзацербации, кои што ќе се јават како резултат на експозиција на места каде што имате зголемена концентрација на луѓе и можност за заразување со коронавирус. Сите овие три сегменти кои ќе ги ставите во еден контекст, тогаш ќе го добиете оној макроризик, односно вкупниот ризик. Меѓутоа, повторно не можете да ги исклучите индивидуалните пристапи кои што мора да бидат направени од страна на предпријатијата. Значи, кажав ја, работникот и работодавачот се договараат. Така. Во интерес на работникот е да биде заштитено неговото здравје. Дали имаат некои насоки институциите како да ги вратат хронично болните на работа според кои протоколи? Ќе постојат ли посебни протоколи? Не, значи, ништо не беше одлуката на влада беше општа. Така. Реков. Да. Тоа значи екзацербација на болеста. Или ќе биде исто како и за останатите вработени. Екзацербација на болеста или малигно заболување, значи дека ќе добиете потврда врз основа на која што можете да користите боледување. Така. И тоа е една општа формулација. Кои се протоколите поврзани за тоа? Како треба да се издаваат потврдите? Така. И кои се болестите хронични кои што ќе носат дополнителна тежина? На кој начин ќе се проценува ризикот? Тоа јас не видов негде каде е дефинирано. Во насока на тоа и во насока на она што го разговараме во оваа емисија е практично да го отвориме аспектот на користењето на професионалната медицина на трудот, така. Нашата експертиза. Инаку вие сте и председател на Јас сум председател на Сдруженијето по медицина на труд. Нашата експертиза во насока на тоа да проценката на ризик или можноста на некој да заболи сериозно доколку има веќе добиено коронавирус, така. односно е заболен со COVID-19, да биде направена индивидуално, заедно во соработка со работодавачите, а доколку не постои можност истата да биде договорена на ниво помеѓу работодавач така. И работник, да биде следена, односно да биде препратена и со одлука донесена од страна на експерт од областа на медицината на трудот. Тоа е најважната работа. Немам уште многу време, би сакала уште да проговориме и за отворањето на градинките, нели се отворија градинките, почнаа да се јавуваат случаи на заболени деца и на вработени. Еве дури вчера се најави, односно министерот Венко Филипче кажа дека ако нели продолжи ваквиот тренд на појава на заболени дека ќе се затворат градинките, а треба да се отворат и училиштата. Практично се уште не се знае дали ќе има нели онлайн настава, дали ќе има комбинирана, уште не е издефинирано, се чека нели ден за ден каква е состојбата. Дали ако да речеме ако се пушти физичко присуство на учениците или комбинирана настава, како и да е, едни ќе се дома нели едните ќе одат во училиште и ќе се менуваат, дали постои исто и тука можност и ризик како и во градинките практично да почне да се шири коронавирусот? Никој не може да го спречи ширењето на коронавирусот. Значи, не може да очекувате дека само врз основа на користењето на личната заштитна опрема или мерките за лична заштита, дека ќе го спречите коронавирусот и дека нема да има негово ширење. Тоа го кажавме неколку пати во текот на емисијата. Најосновната, најбазичната мерка која што е најмалку ефективна во пирамидата на контрола на ризикот ви се личните заштитни средства и личната заштита која што можете вие да ја примените. Очекувано е во градинките да има појава на нови случаи. Очекувано е поради тоа што градинките својата функционалност имаат во одреден период од денот. После тоа тие деца одат дома, излегуваат на улица.
Исто како што ќе биде и во училиштата, исто како што е практично. Апсолутно, нивните негователки исто одат дома, контактираат со други лица и практично не се затвара кругот за можност на дисеминација на вирусот. Очекувано е да се појава случаи на ширење на коронавирусот и во градинките и во школите, меѓутоа, повторно ќе кажам, во зависност од кондицијата на здравствениот систем. Така. И неговата можност да ја контролира пандемијата, без при тоа да бидат нарушени основните потреби здравствени на било кој граѓанин, да може секојдневно да се отиде на својот доктор, да си ги заврши своите здравствени потреби, да добие здравствената нега, се до оној момент додека не е нарушен капацитетот на здравствениот систем, се тоа е прифатливо. Така. Реално мораме да одиме во насока на тоа мерките да ги попуштаме и да се враќаме во нормална состојба, релативно нормална состојба, затоа што во принцип здравието и по дефиниција на Светската здравствена организација не значи само отсуство на болест. Не сте вие здрави само ако немате коронавирус. Така. За да бидете здрави, вие треба да имате и социјална, и економска, и психичка благосостојба. За да бидат остварени овие останатите делови од вашето здравје, кои што ќе ве прават целосно здраве, нормално е дека морате да се вратите на нормалното функционирање. Според вас, извинам што прекинувам, сметате дека треба децата реално да почнат физички да присуствуваат во училиштата? Според ова што го велите и психички, социјално и нели? Принципот на кој што се почнува со олабувувањето на мерките и следењето при тоа на кривата на ново заболени е она што дава релативно стабилен систем. Немаме зголемување на кривата на ново заболени, немаме зголемување на кривата на починати, немаме зголемување на кривата на активни случаи, напротив, едно време имавме дури паѓање на кривата на активни случаи. Мислам дека за прв пат влеговме и во бројката под 2000 во текот на изминатиот месец и повторно се вративме назад. Тоа е тој лимбо ефект кој што веројатно ќе го имаме и во наредниот период, меѓутоа добро е додека сме на една таква крива која што е платоирана, каде што немате ескалации посебно во нагорна линија. Оние што се во надолна линија секако дека се добре дојдени. Ако сме во една таква ситуација каде што имаме релативно стабилна пандемија, можеме да размислуваме за релаксирање на мерките. Ние кажавме дека од минатата наша средба, која што беше пред 2 месеци, точно, да. до денес немаме релативно високи осцилации во бројките, ама имаме при тоа олабувување на одредени мерки кои што и текако го променија животот, збориме од социјален, економски, финансиски аспект, од психолошки аспект на граѓаните. Комуникацијата помеѓу граѓаните е значително зголемена. Да. Значи, она кога го зборуваме, знаете, плажите беа полни во Охрид, да, плажите беа се полни, нукните исто, како да ги наречам, исто кафулиња, кафичи каде што има и живи свирки, исто се полни, не се држи дистанца, не се носат маски и тоа сакав да кажам, повторно сме во некоја бројка каде што можеме да кажеме добро и покрај тоа што нели многу мерки не се почитуваат, како во летните периоди во однос на плажите, како и во однос на кафулињата. Меѓутоа што, ајде пак ќе кажеме дека тоа беше отворен простор. Меѓутоа кога сето ова вака ќе се практикува во затворен простор, не верувам дека овие бројки ќе бидат исти и дека нема да бидат зголемени. Не можеме да го претпоставиме ни тоа. Не можевме ни да претпоставиме дека релаксирањето на мерките ќе доведе до ваква ситуација. Меѓутоа во Србија доведе со повторно, значи тоа се различни мерки, не можеме да кажеме дека во Србија се спроведени истите мерки како што се спроведени кај нас. Сега без да навлегувам во тоа како кај нив е регулирано начинот на посета на кафаните, на културните манифестации, кај нас не се отворени културните манифестации се уште. Значи немате ниту една представа одиграна, али затоа Хрватско народно казалиште и во Србија на отворено се имате представи кои што веќе се играат во изминатите месец и пол, па речиси и 2 месеци. Меѓутоа протоколите доставени конкретно од некои наши културни установи до Комисијата за заразни болести детално се разгледуваат и до ден денеска врз основа на тие протоколи кои што се доставени не е дозволено да се одржуваат такви настани, па макар и на отворено. Така да различни се начините и пристапите кои што се во земјите во регионот во однос на тоа како се контролира пандемијата. Она што е важно е да не го нарушиме системот, здравствениот систем и да не го нарушиме капацитетот на здравствениот систем. Се до оној момент. За сега добро се држиме. Се до оној момент додека не се преполни болниците со тешко болни од COVID-19,
И додека може да функционираат и другите здравствени услуги до сите граѓани. Додека интензивните оделенија се празни, гледаме дека од 1 септември ќе се врати мој термин, така да и редовните контролни прегледи за сите оние што се потешки болести, па зборуваме за болести кои што се третираат на клиниките, веќе се вратени во нормал. Еве да ве прашам, вие сте специјализирате пулмологија, субспецијализација, се извинувам. Значи како се создадали гужва од кога се пушти мој термин, како се одвиваат работите таму, дали можете да ни информирате? Респираторно заболување е коронавирусот, односно предизвикува респираторно заболување COVID-19 и најчесто главниот таргет орган е себилите дробови. И нормално е дека во нашата на целокупната клиника, на нашиот оддел, таму каде што е оддел за пулмологија, имаше најголем број на пациенти кои што почна да се јавуваат, особено во делот на она сега што го дискутиравме за хроничните болести и за тие евентуални потврди кои што треба да се издадат кој треба да остане, кој треба да појде на работа. Пулмологија беше една од клиниките која што имаше најголем број на прегледи во изминатиот период, баш поради таа мерка која што беше донесена од владата. Меѓутоа, не заборавајте, респираторно заболување COVID-19, кое што пред се ги таргетира белите дробови. Останатите клиники ја немаат таа фреквенција како што беше на пулмологија, така да не можеме врз основа на фреквенцијата која што ја имаме само на пулмологија да кажеме дека тоа е случај на сите клиники од клиничкиот центар Мајка Тереза. Релативно врз основа на она што можеме да го видиме и од аспект на пулмолошките заболувања кои што се со одреден хроницитет, здравствената состојба кај населението е релативно стабилна во време на пандемија, кога рековме имаме троцифрени бројки на заболени. Магично е тоа што симптоматологијата на вирусот не ескалира. Немаме потенцирани симптоми кои што навистина ќе го преплават здравствениот систем со тешки болни. Како што може би се очекуваше на некој Како што беше на почетокот во Италија и во Шпанија. Така, да. И повторно сепак во Италија се зголемуваат бројките во Франција. Да, меѓутоа бројот на оние болни кои што се со тешка клиничка слика е релативно стабилен. И тоа е она што е добро во рамките на светското движење на пандемијата, тоа што се рефлектира и кај нас. И доколку продолжи на тој начин, мислам дека навлегуваме во фаза кога стабилно ќе можеме да го пречекаме пристигањето на вакцината и кога веќе ќе можеме да отвориме едно ново поглавје во начинот на кој што ќе ја контролираме пандемијата. До тогаш единствениот начин на контролата на пандемијата ние најниското ниво на пирамидата на контрола на ризикот, тоа се личните заштитни средства. Колку практично ќе треба да се вакцинираат еве кај нас проценти од населението, за да можеме да кажеме дека ќе бидеме некако заштитени од COVID-19. Претпоставам дека нема сите да се вакцинираме, или првен ќе се вакцинирате медицинските работници, хронично болните, така натаму, дали само таа група која што е најмногу засегната е доволно да биде вакцинирана? Не. Мислам, или може секој кој што сака да се вакцинира? Основниот епидемиолошки принцип кој што според епидемиолозите е единица мерка за имунолошка резистентност кон одреден биолошки агент како што е вирус, е 70% од населението. Толку треба да бидат вакцинирани? Да, ние имавме ситуација кога во текот на 2019 година имавме епидемија на морбили во нашата земја. Причината поради која што се јави епидемијата на морбили е поради тоа што подолг временски период, како резултат на стигматизацијата која што ја имаше направено МРП вакцината и оние квази научни трудови кои што укажуваа на одредени несакани дејства кои што ги има МРП вакцината, стигнавме до негдека 65% вакцинална покриеност на населението, односно на децата кои што се наоѓаат на предшколска и школска возраст. Што беше причина да се појави епидемија. Негдека во септември 2019 година, бројката на вкупно вакцинирани деца со МРП вакцината беше 98%. Епидемиолошката анализа направена во тој момент гласеше вака, и можам практично буквално да ви ја кажам, дека не постои епидемиолошка можност или опасност за појава на нова епидемија од морбили во наредниот период во нашата земја. Така.
Така да кога ќе дојдеме до една завидна бројка на вакцинирани, не збориме само за морбили, за рубеола, пертузис или за останатите заболувања за кои што постојат вакцини и за кои што ги применуваме, посебно во претшколската возраст. Еве зборуваме и за коронавирусот. Доколку вакцинираме 70% од населението, ние можеме да сметаме дека имаме имунолошки стабилен капацитет за да и значи, повторно не можеме апсолутно да кажеме дека ќе исчезне пандемијата, односно епидемијата, туку дека ќе биде релативно стабилна и ќе биде во фаза на повлекување. Так. Доктор Славчев, тука сме некаде на крај. Се надевам дека ова што го велите 70% ќе нели нашата држава ќе обезбеди вакцини за да може нели 70% од населението голем дел од луѓето ќе имаат и антитела. Така да ќе биде и тоа. Меѓутоа уште како за крај би сакала ова да ве прашам. Што ако еве тоа црно сценарио кое што го најавуваат сите и секаде дека кога веќе ќе се залади, кога ќе почнат и другите вируси на стинките, ќе се зголеми бројот на заразени со COVID-19. Што тогаш? Треба ли повторно да се вратат мерките како што впрочем и најавија? Дека ако продолжи трендот на вакво покачување на бројките на заразени, дека ќе вратат некои рестриктивни мерки. Рестриктивните мерки се едни од најефикасните мерки, тие спаѓаат во мерките на изолација. Така. Сметате дека треба да се вратат ако и се доколку прошири повеќе? Повторно зависи од состојбата. Значи треба да видиме каква ќе биде од она што ја го прочитав како информација дека оваа година ќе се набават двојно повеќе вакцини за сезонскиот грип. Што е добро. Во светот, Светската здравствена организација препорачува најмалку 70% од хроничните болни и ризичните групи да бидат вакцинирани со вакцина од сезонски грип со цел да немаат сериозни компликации. Ние не сме, дури со дуплирањето на бројката на вакцини, кои што мислам дека ако се дуплира ќе бидат некако околу 80.000, хронично болни во нашата држава има некако помеѓу 150.000 и 200.000. Значи ние се уште ќе бидеме далеко од бројката 70%. Што значи дека постои одреден квантум на потенцијални пациенти кои што ќе можат во време на сезонски грип да добијат сезонски грип, во време на сезонски грип да добијат заболување како резултат на коронавирусот COVID-19. Проблемот е што тие две заболувања се многу слични едно на друго. Здравствениот систем ќе биде оптеретен пред се во почетокот во насока на дијагностицирањето и диференцирањето на овие две заболувања, за да се знае точно колку ни се болни од корона, колку ни се болни од вирусот од грип, а понатаму и во справувањето со компликациите. Не се мали компликациите кои што ќе ги добиете како резултат на заболувањето со сезонскиот вирусен грип. Исто се толку сериозни, предизвикуваат и сериозни последици по здравјето, предизвикуваат и смртност. Истото ќе го имаме и со короната. Рачунете дека тоа ќе биде на некој начин мултиплицирано. Можно е во такви моменти кога навистина ќе биде сериозна состојбата и кога, повторам, здравствениот систем ќе биде нарушен, да се вратиме чекор назад и да има веројатно рестриктивни мерки поради тоа што нема да може поинаку да се реши. Тука веќе мораме да завршиме. Ви благодарам што еве повторно некако на некој начин пак со вас ја започнувам сезоната и се надевам дека во некое следно гостување повеќе нема да зборуваме за COVID-19, некако и посакувам веќе навистина да излеземе од сето ова и да почне се нормално да функционира. Ви благодарам многу и ви посакувам успех во сето нешто што работите. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тука некаде ќе ви се заблагодарам за вашето внимание. Се надевам и ве дека бевме интересни. Слушнавте многу информации. Ве оставам во убаво расположение. Имајте добро здравје, грижите се за своето здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.